Владата со последно предупредување до трговците и дистрибутерите. Министрот за економија и труд Бесар Дурмиши денеска ќе има последен состанок со нив на кој ќе побара да не претеруваат со маржите. По постојаниот раст на цените на прехранбените производи, тој вели дека овој потек е доказ дека ова е краен обид тие да се стават во ред самите. Ако не го поправат однесувањето во наредниот период, ќе има подрастични мерки за одржување на животниот стандард на граѓаните. Да не изигруваат со цени, да не ги покачат цените. Ова ќе биде крајна опомена, ова ќе биде крајна препорака што јас ќе им ја кажам на нив. После тоа, да, имаме врз основ на законот, имаме можност ќе бидете известени на време кои ќе бидат нашите идни чекори и кои мерки ќе ги превземеме. Владата вчера донесе одлука да се намалат цените на училишниот прибор во пресрет на школската година на 10% во трговијата на големо, односно 15% во трговијата на мало. Мерката важи за сите видови продавници кои продаваат училишен прибор, книжарници, супермаркети, спортски продавници, а опфаќа широк спектар на производи како тетратки, ранци, моливи, боици, фломастери, калкулатори, пластелин, ножици, лепак, папки и други основни материјали. Секој производ што ќе биде опфатен треба да биде јасно означен со надписот "Помалку трошоци, повеќе за тебе", а во сите продавници да биде поставен плакат со информации за мерката. Од 15 август до 15 септември инспекторите ќе бидат на терен и ќе санкционираат евентуални нерегуларности. Цените ќе се споредуваат со референтната цена од 1 јуни. Дурмиши се надава дека оваа акција ќе биде успешна како и ланската училишна кошничка, кога заштедите по ученик изнесуваа од 750 до 2000 денари. Знаеме дека се годишни одмори, но после влегување на сила на одлуката на владата, Државен пазарен инспекторијат според законот треба да излезе на терен и да ги провери дали се почитува ова одлука или не. И нормално таму каде што не се почитува, според законските одредби ќе постапуваат и ќе пишуваат казни. Инфлацијата во јули изнесуваше 4,8% споредено со истиот месец лани. За еден месец храната поскапела за 0,3%, а најмногу транспортот за 9,9%, главно поради растот на трошоците за гориво. Министерот за економија вели дека и другите министерства се борат со растот на цените, а владата особено се залага за поддршка на земјоделството, односно производството на храна во Македонија. Вчера гувернерот на Народната банка Трајко Славевски рече дека состојбата се следи и дека освен евентуални промени во референтната каматна стапка, НБМ има опции да реагира и преку задолжителната резерва и макропрудентните мерки.